Тоа што ние како научена лекција го донесовме овдека е тоа што мора да се спремаме, без разлика дали сме моćни или не, меѓутоа мора да се насочиме кон делот на превенција и планирање добро во однос за минимализација на катастрофите. По сите трагични слики од разрушени градови и загубени човечки животи, Ивица Наумовски, кој беше тим лидер на екипата на Дирекцијата за заштита и спасување во погодените реони од земјотресите во Турција, вели дека нашата држава мора посериозно да пристапи кон воведување едукација на населението, со што би се подигнала свеста за само спасување за време на природни катастрофи. Голем дел, особено помладите генерации, не знаат како да реагираат во такви ситуации. Ова не е некој скап процес кој што би нашава држава би учинело многу, меѓутоа посветени часови да, за да го спремиме од најмалите, значи во основни училишта па средни факултет, работни организации со неколку предавања би се подигнала и свеста на само спасувањето. Александар Стојановски, кој како волонтер во ДЗС учествуваше во спасувачката мисија, вели дека често ги занемаруваме ризиците од природните непогоди, надевајќи се дека нас нема да ни се случат, наместо да ги предвидиме и да се подготвиме за истите. Една природна катастрофа не се задржува во границите на државата и ние како систем треба да биме спремни да координирано да работиме за разрешување на ваквите ситуации. Гледате сега и земјотресов, сега е погодена Сирија и Турција и не исто се справуваат за жал моментално земјите. Јас доаѓам од планинското спасување и таму јасно е дека постојат нели 3 нивоа на помош, на само помош и на другарската помош кои се најважни за преживување, за спасување и за преживување. Додека спасителната помош или она организирана спасувачка акција е веќе на далеку на трето место, затоа што за такво нешто треба многу повеќе време, ангажирање на ресурси, мобилизација на тимови, опрема и така натаму, па често и е задоцнето, односно не е веќе спасување, туку е само барање на повредени жртви. Затоа и секој од нас треба да биде свесен дека ризиците, посебно од природните непогоди, постојат, да ги имаме во предвид и да се подготвуваме за нивно решавање. Сега во случајов е земјотрес, меѓутоа се случуваат и поплави, лизгање на земјиште, лавини и многу други несреќи за кои често ги занемаруваме и се надеваме дека нас нема да ни се случат, наместо да ги предвидуваме и да се подготвиме за истите колку толку. Советите се за време на земјотрес да се најде засолниште во домот под маса или касата на вратата во фетусна состојба, затоа што тоа ќе не заштити од повреди. Ако дојде до зарушување на објектот и објектот остане да биде во исправена состојба, фактички елементиве на кршење на прозори, на стакла или паѓање на лустерот фактички ќе не заштити од повредување, значи крварење на рани или тие работи што и како. Безбедна евакуација, да, мора се почека се заврши со потресот и после тоа да најбрзо се напушти објектот. Меѓутоа при самото користење на скалите мора да се користи, пример, една страна да се заземе и фактички да се спуштаат луѓето еден позади друг, да не биде тоа сите надолу да навалиме, тоа што тогаш може да дојде до колабрирање на скалите, тоа што скалишниот простор у зградата е и најслаб дел во однос на градбите на објектот, што тие се поважуваат кат со кат и најчесто тие колабрираат. Тоа еден по еден без паника да се напушти објектот надвор и нормално да се оддалечи од објектот, бидејќи може да дојде до нов потрес и комплетно колабрирање на самиот објект. Во однос на автомобил најдобро да се остане во автомобилот, додека трае потресот, после тоа се излезе и да се најде безбедна локација, меѓутоа да биде подалеку од дрва или од бандери. Инаку Дирекцијата за заштита и спасување организира предавања за учениците во трустните подрачја со цел намалување на заканите од земјотреси, но тие не се доволни, затоа што, на пример, во Тетово истите ги проследија само 2 оделенија, едно во основно и едно во средно училиште.